Добар ден, гледате Аргумент. Добар ден и за мојот гостин, Благо Атанасовски, политиколог. Благодарам на поканата. Благодарам, веќе кажав и во вестите, говориме за Бугарија и очекувања на аналитичарите, на бугарските аналитичари, дека се очекува се заострат односите Македонија-Бугарија по изборот на, односно по победата на прорускиот кандидат, поранешен председател Румен Радев. Поставам дека и тоа се и вашите очекувања. Да, лично и моите очекувања одат во таа насока од проста причина што станува збор за убедлива победа на сега веќе поранешниот председател на Бугарија, најверојатно како што стојат работите иден премиер, бидејќи како што кажав ти самата направи за мене невидена, убедлива и неверојатна победа, бидејќи ја споредуваат со таа победа на поранешниот премиер Иван Костов од 1997 година, односно преку 1.200.000 бугари го дадоа својот глас за коалицијата Прогресивна Българија предводена од поранешниот председател Румен Радев, освојувајќи некаде по последните информации кои јас ги видов околу 136-137 пратеници од вкупниот број на 240 пратеници во Бугарија. Сакам да кажам, тој ќе нема апсолутно никаков проблем да формира самостојна влада, веднаш не може, односно ќе нема потреба да прековара да прави коалицијски влади, од тука ќе биде многу комотен веројатно да создаде своја влада. Очекувам лично јас заострување на односите, бидејќи неговото политичко кредо, неговата политичка реторика во однос на така нареченото македонско национално прашање, како тие го велат во и официјални општествени политичка Софија, но и како председател на државата беше многу јасен, беше ригиден. Многумина велеа дека тоа е условно кажано архитектот, ако сакате и создавателот или кумуваше на создавањето на таа општествена енергија, прво да се употреби ветот од страна на владата на Бојко Борисов, поранешниот премиер на Бугарија, во чија коалицијска влада партиципираше добро познатиот поранешен министер за одбрана Красимир Каракачанов, но Румен Радев беше исто така, да речем, долеваше масло на огнот, создавајќи таква атмосфера дека Македонија не заслужува да ги почне преговорите со Европската Унија, односно треба да спроведе одредени барања од својот источен сосед за да може да ги почне преговорите, да не се навраќам, знаеме дека тоа политичко вето резултираше со така наречениот француски предлог. И само за вашите гласачи да појаснам дека од позиција гледачи, да, се извинувам, за вашите гледачи да појаснам дека од позиција на председател Румен Радев беше против така наречениот француски предлог, сметајќи дека недоволно ги заштитува бугарските национални интереси и прашања, а исто така ние како општество, како нација, како држава и како политичка владеачка елита, говорам за актуелната, сметаме дека францускиот предлог е штетен и е лош и предавнички по македонските национални интереси. Сакам да кажам, сега ќе се соочиме со партнер од другата страна на границата преку Осоговието, со човек политички во кој ќе биде концентрирана целата политичка извршна моќ, во човек кој дури францускиот предлог го смета недоволен заштитнички за бугарските национални интереси, како што македонската го смета за предавнички штетен. Да, затоа велам дека очекувам да има заострување или во најмала рака влошување на и онака многу влошените добро со заладување, па нема што по заладување да има од овие заладени односи, бидејќи се спуштани на најниско ниво во изминативе 35 години на дипломатски односи помеѓу Македонија и Бугарија, особено поставањето на ветото или францускиот предлог. Ние гледаме дека имаме навистина катастрофални односи со нашиот источен сосед и може само да одиме во насока на заострување на реториката, односно продлабочување, да речем, на и онака лошите меѓудржавни односи меѓу Македонија и Бугарија. Но не мисли така председателката Силјановска, како вели таа, со Радев ќе барам ново решение за билатералниот спор. Врз што се темели овој оптимизам на председателката Силјановска? Тоа треба да се треба да објасни таа. Треба да се постави, да. Апсолутно на нејзето кога знае како соговорник би имала од другата страна. Јас од позиција на политички аналитичар можам да бидам така поискрен веројатно во моите ставови и искази, да бидам реален песимист, јас тоа го велам темелејќи го тоа на
одредената политичка клима и политичка реторика на поранешниот претседател на Бугарија Румен Радев и веројатно иден премиер, на што го темели нашата претседателка Гордана Силјановска-Давкова, тој свој нејзин оптимизам дека може да има подобрување на односите или наново разговарање околу изнаоѓање на некое излезно решение, да речеме, од оваа ситуација на вистина. Не знам, но да се подсетиме дека он има едни или две протоколарни средби во Софија кога гостуваше, мислам, на операта на Буко, чинам се сретна со тогаш актуелниот претседател на Бугарија, но тоа беа само протоколарни средби, односно немаше затоплување на односите и влегување во некој посериозен политички суштински диалог. Такви протоколарни средби на времето имаше од поранешниот македонски премиер Никола Груевски со поранешниот грчки премиер Јоргос Папандреу, па видовме дека немаше придвижување околу македонско-грчкиот спор околу потребата на уставното име на Македонија, така што сакам да кажам, за да имате вие оптимизам дека работите може да се придвижат во правилна насока кон создавање на подобра клима и атмосфера во двете држави, двете општества и двете нации за придвижување кон позитивна разврска на овој проблем кој тлее меѓу официјално Скопје и официјална Софија, треба да имате аргументи врз кои ќе темелите таа ваша замисли, тој ваш оптимизам, но да се надеваме, ако претседателката има некои информации кои ние како јавност ги немаме, ќе бидеме тука будни да следиме во идниот период како ќе се развијат односите. Лично јас, гледајќи го искуството и практиката од изминатите години, можам да кажам прилично добро познавајќи ја политичката сцена во Бугарија и следејќи ја тамошната политичка сцена и познавајќи го менталитетот на бугарското општество, јас негам илузии дека ние можеме да ги придвижиме работите во позитивна насока, за жал. Таа вели ќе бараме ново решение, таа ќе бара ново решение, не објаснува какво ново решение, зашто не се раскине воопшто и билатералниот договор со Бугарија за пријателство и преговарачката рамка конечно, односно францускиот предлог. Тоа можеше да се стори. Оваа влада можеше 2 години веќе. Така, ако сме незадоволни и фрустрирани ние што се наоѓаме на еден начин на мртва точка околу нашите европреговори, односно услов без кој не се може да се отворат првите поглавја и кластерите со Европската унија, нам постојано ни повторуваат и ни реферираат и од самата Европска унија, официјални представници или од политички Брисел, дека прво треба да се внесат бугарите во македонскиот устав, па да се одржи втората меѓувладина конференција меѓу Европската унија и Македонија, со што практично би почнале преговорите. Без тој услов ние не можеме. Од друга страна, реториката, ако сакате, и политичката стратегија на оваа власт во таа насока и во таа линија исто така унисоно се придржува и претседателката Силјановска во креирањето на надворешната политика, и дека под овие услови некогаш премиерот велел уцени и диктат, Македонија нема намера ни милиметар да се помрдне напред, така што веројатно, како да кажам, разговараме со тотално диаметрални спротивни гледишти, стојалишта и официјално Скопје, официјална Софија. Сето тоа се пренесува само на вербални, официјални или неофицијални изјави кои се подхрануваат едни со други, и од време на време гледаме ќе имаме некоја изјава од официјално Скопје или официјална Софија, и потоа предизвикува, да речеме, ден, два, три повторно актуализација на тоа прашање, но апсолутно за жал и тие изјави кои од време на време нели се даваат од официјални и неофицијални политички лица во двете држави, не придонесуваат за зголемување на оптимизмот дека работите може да се придвижат во посакувана насока, за ние да очекуваме дека со смената на власта во Бугарија дошле политички нови лица или се сменила политичката мапа со политичари и политички актери кои ќе бидат благонаклонети кон, како да кажам, наоѓање на излезно решение од мат позицијата во која се наоѓа Македонија во незините евроинтеграции. Да, на анкетите не покажуваат дека е можно, и заради тоа и никој не очекуваше апсолутно мнозинство на Румен Радев, како што не се очекуваше и победа, триумфална победа, двотретинско мнозинство на Маđар во Унгарија. И сега јасно е дека Бугарија го бараше својот спасител, особено од корупцијата, незадоволувачкиот животен стандард, и Радев го гледа во како спас.
така е. Анкетите, како што споменавте и вие, покажуваат 32 до 33% од гласачкото тело дека ќе освои коалицијата Прогресивна Българија на Румен Радев, на крај се стигна до процент од 45%. Многумина вела дека тоа е историски најдобриот резултат на една политичка партија или политичка коалиција од времето на Иван Костов пред 30 години практично од изборите 1997, но тогаш Бугарија се наоѓала во страшна политичка, економски и екзистенционална криза, што е веројатно и нормално таков резултат да биде постигнат. Од друга страна, бугарското општество и бугарското гласачко тело, јас велам дека е флуктуирачко гласачко тело. Ова е пети пат бугарите да гласаат, како што велите вие самата, за спасител, незадоволни од својата досегашна владеачка елита, односно тие знаат максимално да ги казнуваат своите владеачки коалициски влади, незадоволни од корупцијата, од организираниот криминал, од нискиот животен стандард, нефункционалноста на општеството, и бугарите, за разлика од нас, не се врзуваат толку за мејнстрим партии, бидејќи Румен Радев малкумина веројатно во нашата јавност знаат дека тој не формираше политичка партија, туку со печатот на одредени помали вон парламентарни политички партии создаде проект, фактички коалиција именувана како Прогресивна Бугарија, и врз база на тој проект како негов лик во јавноста, каде што тој се презентираше дека е носител на тој проект, доби неверојатна поддршка од преку 1.200.000 гласачи од бугарскиот електорат, така што мислам дека Румен Радев ќе формира политичка влада која треба да биде стабилна во наредните 4 години, бидејќи бугарите, интересно, од кога го употребија правото на вето некаде крајот на 2019 година, од 2020 година влегува во цикличен перпетуирачки изборен, како да речам, на надпревар, преповторени парламентарни избори, 8 мислам дека се поред во изминативе 6 години, односно самата Бугарија влезе во еден вид на политичка криза со тотално нестабилни или службени правителства, како што ги велат тие, и самите бугарски граѓани беа изморени, бидејќи изборите апсолутно не им дава простор за излезно решение, се повеќе се комплицираше бугарската политичка сцена или бугарскиот политички пейсаж, а сега со оваа убедлива апсолутна победа на Румен Радев, каде што нема да му треба друг коалициски партнер за да формира влада, се очекува дека ќе има и стабилна политичка влада во наредните 4 години со полн политички капацитет, и ќе видиме каква ќе биде реториката, бидејќи самиот Румен Радев ќе менува и министер за надворешни работи, ќе минува министри кои ќе бидат, да речеме, дел од евроинтеграцијата на Македонија, поврзани министер за евроинтеграција на Бугарија, и од друга страна треба да напоменеме дека неговата заменичка Илијана Јотова сега се води за вршител на должноста претседател на Бугарија, некаде октомври оваа година. Исто така ќе има редовни претседателски избори во Бугарија, каде што согласно не само анкетите, согласно политичкиот бран и согласно расположението на бугарските граѓани, најверојатно се очекува кандидат предложен од коалицијата или партијата предводена од Румен Радев да победи во Бугарија. Како што стојат, што е лоша вест, тоа сакам да кажам, како што стојат работите, односно Румен Радев ќе биде човек во кој ќе биде концентрирана најголемата извршна моќ во бугарската политичка и претседател на владата, и веројатно од неговата политичка групација или политичка провиненција ќе доаѓа и претседателот на Бугарија, кој има исто така дел околу креирањето, слично на Македонија. Бугарија е парламентарна држава, но претседателот исто така има, да речеме, дел од и улога и удел во креирањето на надворешната политика на Бугарија. Практично имено самиот претседател Румен Радев се наметна со неговото креирање на дел од надворешната политика во однос на македонското национално прашање, толку, да речеме, јак политички фактор на бугарската политичка сцена, бидејќи тој не беше, за разлика од поранешни претседатели на Бугарија кои биле, како да кажам, кукли на конци на одредени политички премиери како Росен Плевнелиев што беше на Бојко Борисов, односно тој беше
човек кој беше активен чинител на бугарската политичка сцена и покрај тоа што нели согласно уставот и како да кажам, политичкиот систем на Бугарија него му биле врзани рацете да може да делува така, но тој се наметна преку своето претседателствување како битна и важна политичка фигура на бугарската политичка сцена и заврши така како што заврши на вчерашните избори како убедлив победник на предвремените парламентарни избори во Бугарија и иден премиер на нашиот источен сосед. И убедливи губитници се Бојко Борисов и Дељан Пеевски, да не заборавиме дека е на црна листа Дељан Пеевски на Америка и на Британија. Тие го викаат санкциониран по законот Магнитски. Точно така, тие се двете, да кажам, најомразени политички фигури во Бугарија во изминативе неколку години, покрај тоа што Бојко Борисов во 3 наврати бил премиер на Бугарија, Дељан Пеевски во буквална смисла на зборот е најомразениот бугарин, можем да кажам. Се случи тоа што во Бугарија, за разлика од нас, кои имаме најава дека ќе укинеме техничката влада, во Бугарија со закон е утврдено секои парламентарни избори да бидат организирани од службено правителство, тие го велат, односно од технички премиер и технички поставени министри кои имаат задача само да организираат фер, демократски и реални избори, бидејќи Бугарија исто така многу пати важела за земја каде што има масовно купување, притисоци на одредени гласачки категории на луѓе, особено од ромската заедница, особено не знам од најранливите да ги речам категории во Бугарија. Најмногу обвинуван за такво масовно купување или масовна кражба, кршење на изборните регулативи бил токму санкционираниот Дељан Пеевски, па дури и ГЕРБ како политичка владеачка елита која имала контрола нели врз администрацијата во Бугарија. Сега со поставувањето на овој службен кабинет од Андреј Ѓуров и службениот министер за внатрешни работи Емил Дечев, самите бугари кажуваат дека се видела и разликата во намалување на гласачкото тело на партијата на Дељан Пеевски, ДПС и партијата ГЕРБ, односно конечно тие две партии кои биле обвинувани дека најмногу ги, како да кажам, местели или корумпирале изборите, фалсификувале на еден начин преку разни модели и начини на фалсификување на гласачката волја на бугарскиот електорат, односно се видело сега дека тоа е нивната реална вистинска моќ. ГЕРБ на вистина и покрај тоа што социолозите дава околу 20% поддршка, падна некаде на 13%, ДПС ново начало на Дељан Пеевски падна на 7% и беа давани 11% и последна политичка партија која успеа да го надмине прагот од 4% е ултранационалистичката прорусофилска партија Возраждан или преродба на Костадин Костадинов, кој исто така во претходните парламенти има поддршка од 11% и сега едва има 4%, односно над проектираниот минимум за влез во бугарското собрание. Добар резултат постигна партијата, коалицијата продолжуваме со промените Демократична Българија, која е трета демократска Бугарија, која е трета политичка сила, но израмнета во бројките и во мандатите со ГЕРБ на Бојко Борисов, но ќе видиме дали тие ќе дадат еден вид на малцинска поддршка на Румен Радев, бидејќи тие де факто таа политичка партија би дале, зашто во Бугарија многу ми навелат дека за да има демонтажа, тие го велат моделот Борисов Пеевски, и на правосудниот систем. Тоа е правосудниот систем каде што бугарските аналитичари и граѓани веруваат и ги обвинуваат дека Борисов и Пеевски направиле таква заробена држава и го велат моделот Борисов Пеевски каде што ги контролираат и обвинителството, судските органи, вишиот судски совет, јавниот обвинител, апсолутно дека има тотална контрола и врз администрацијата во Бугарија и за да Бугарија конечно стане нормална европска цивилизирана држава каде што судско-обвинителската власт треба да биде нели независна надвор од извршната и законодавната власт, им треба 160 пратеници, двотретинско мнозинство за да влезат во промена на државниот јавен обвинител во Бугарија кој е со истечен мандат за волја на вистината, односно сите очекувања веројатно и на бугарските граѓани и гласачи се во таа насока и тоа референдумско, како да кажем, давање на поддршка на Румен Радев оди во таа насока да се избори со
разглобување на моделот Борисов Пеевски, кој тие вела дека го направија во еден вид на канцерогена заробена држава, односно на тотална корупција, организиран криминал и партизација на сите општествени пори во Бугарија. Сега Европа здивна кога станува збор за Маđар во Унгарија. Но тоа не е така за Бугарија. Односно, проруската политика на Румен Радев ги плаши европјаните. Така е. Румен Радев, за разлика, например, од коалицијата Продолжуваме со промените Демократска Бугарија, тие биле, како да кажам, единствени кои биле чисто проевропски настроени кога станува збор за надворешно политичката траекторија на Бугарија, односно таму Бугарија, бидејќи е држава која од поранешниот Варшавски пакт има, да речеме, силно проруско или русофилско влијание меѓу населението, Продолжуваме со промените Демократска Бугарија биле, како да кажам, целосно и директно јасни дека даваат несомнена проевропска поддршка на Украина, односно ги поддржувале воените и логистичките пакет помошти за Украина, кои се бројат во, да речам, 90 милиарди евра. За разлика од нив, Румен Радев постојано велел дека Бугарија треба да си го гледа својот национален, државен, суверенистички интерес, дека Бугарија не треба да дава поддршка на Украина, и од таа гледна точка тој можеби играл на таа карта дека и во Бугарија има огромен дел на гласачко тело кое е проруско настроено, за да ги освои симпатиите. Се покажувало од позиција на претседател дека не се согласува со таа политика на Европската унија кон давање помош на Украина, но ќе видиме од позиција на премиер дали тоа ќе го спроведе во практика, но искрено се сомневам дека Румен Радев, прво, како човек има капацитет под наводници да стане вториот Виктор Орбан на Балканскиот полуостров и да се задржи толку долго на власт во Бугарија со еден вид на автократско, со примеси на диктаторско управување, како што имаше поранешниот унгарски премиер Виктор Орбан, бидејќи прво мислам дека ниту Румен Радев има таков политички капацитет да создаде таква, да речеме, клептократска заробена држава типот на Унгарија под Виктор Орбан, ниту па бугарските граѓани во овие 35 години покажале дека може да завршат во автократија како што заврши унгарските граѓани, како што завршиле други граѓани од други централно-европски и источно-европски држави, Словачка на Фицо да не говорам, па дури една Полска имаше тенденции на автократско владење со поранешната владеачка елита. Бугарија за волја на вистината и покрај тоа што Бојко Борисов кажи речи преку 15 години се задржа на власт на бугарската политичка сцена, во 3 или 4 наврати владите на Бојко Борисов биле под наводници паднати, како што се изразуваме со жаргон, со улични масовни демонстрации, протести на бугарските граѓани по софиските улици и улиците во другите поголеми бугарски градови, односно па дури и самиот Бојко Борисов каков и да е, кога ќе се соочал со масовни демонстрации и протести, веднаш распишувал избори велејќи дека сака да ја почитува волјата на граѓаните, односно во една Бугарија сме гледале, да речеме, пат на владата преку протести, односно дали менталитетот на бугарските граѓани, па дали бугарската политичка елита за волја на вистината покажувала некој демократски капацитет или сенс. И интелектуална елита. И интелектуална елита, да. Сршта на демократијата. Апсолутно сакам да кажам, никогаш Бугарија не завршила во некој автократско владење, па така да мислам дека и овој пат нема некоја особена опасност да гледаме во ликот и делото на идниот Орбан. Румен Радев, идниот Орбан на Балканскиот полуостров. Она што е интересно е дека Радев има изјавено дека Орбан нема дадено вето за францускиот предлог, тогаш кога бил ставен на маса во Европската унија. И од тука прашањето зошто толкава еуфорија на оваа власт и поддршка кон Орбан. Јас сум си го поставил тоа прашање и во вашето студио и во други студија велев, ако Орбан бил толку заштитник на така наречените македонски национални државни интереси во однос на евроинтеграцијата на Македонија, можел да го искористи инструментот вето
и истиот тој инструмент вето да го блокира фактички носењето на така наречениот француски предлог кој беше изгласан од сите министри за надворешни работи на Европската унија, бидејќи бугарите не го велат тоа француски предлог, туку го велат европски предлог. Ние така некако во јавноста, така наречен во нашата јавност француски предлог и бугарите го користеле тоа, но повеќе велат тој европски предлог бидејќи изгласан со консензус на сите министри за надворешни работи на самата Европска унија, вклучително како што кажавте и вие самата од страна на унгарскиот министер за надворешни работи Петар Сјардо, така што ние ако сме имале пријател во ликот и делото на Орбано во Унгарија и не сме требале да завршиме вака во ќорсокак како што завршивме условно кажано со тој француски предлог бидејќи не е прифатлив за нашите национални интереси, тогаш Унгарија се извинувам би требало да биде таа која ќе спречи Бугарија да го изгласа, односно да го наметне францускиот предлог за да биде прифатен како EU27 преговарачка рамка, така што сега веќе Орбан го нема, го добиваме Петар Маѓар како иден унгарски премиер. Од друга страна гледаме, ќе се соочиме со нова политичка клима и нова политичка слика во Бугарија која според мене апсолутно оди не на штета на македонските национални интереси, туку оди во заострување на риториката помеѓу политичка Софија и политичко Скопје, што де факто е на штета на македонските национални интереси, бидејќи наместо да се бара излезно решение, веројатно ќе се продлабочува проблемот, ќе растат фрустрациите и ќе се даваат изјави со кои потоа ќе биде многу потешко па вие да се вратите на некоја стартна, нормална, цивилизирана преговарачка рамка, така што тој аспект јас не сум апсолутно оптимист дека работите може да се придвижат конечно во некоја нормализација на диалогот меѓу Скопје и Софија. Тоа го чекаше македонската влада, но бугарските, ама новата бугарска влада, бугарските граѓани и бугарскиот електорат со невидено мнозинство од преку 1.200.000 бугарски граѓани или не знам 137 пратеници од 240 во бугарското собрание и дадоа поддршка и легитимитет на политиката на Румен Радев. И сега прашањето дали навистина македонската влада сака да се врати Груевски, како вели премиерот Мицковски, да заврши во затвор. Заради тоа што еве последната вест и беше еметувано на вестите на 24, Министерството за правда вели дека се уште собира документи за политичкиот азил, да му биде одземен на Груевски. Се уште собира документи. Има 2 години владење и се уште собираат документи. Па добро, тоа го поставуваме прашањето дали, како да кажам, има двојство во реалната намера и изјавите, бидејќи за волја на вистината премиерот Мицковски рече односното лице доколку биде депортирано согласно уставот и законите треба да биде спроведено во институцијата да одлежи својата казна затвор, односно дека ние да не се надеваме дека сме до тој тип банана држава, дека ако ВМРО да помине на власт, Груевски ако биде депортиран ќе биде слободен граѓанин. Од друга страна, како што кажавте и вие, гледаме, како да кажам, неажурност во институционалните капацитети на Министерството за правда да побара условно кажано како да тие меѓународно правно законски норми, да прво се побара од наша страна укинување на политичкиот азил, па врз база на тоа наше барање нели согласно меѓународното право или законите на самата унгарска држава, потоа Министерството за правда во Унгарија да разгледува дали би му го симнала политичкиот азил на Никола Груевски, поранешниот македонски премиер, па на крајот на денот да предпоставиме хипотетички дека тој би можел да биде испорачен на македонските власти за да ја ослужи својата казна затвор, како што му е доделена од македонските судови, односно да очекуваме дека, како да кажам, под наводници ќе има разврска, како што новоизбраниот, се уште не е избрано, ќе биде избран наскоро новоизбраниот унгарски премиер Петар Маѓар, кој вели дека Унгарија нема да биде засолниште за светски криминалци или тие кои меѓу кои и Груевски го спомна, така што ќе биде интересно во идниот период да се следат и разврските околу оваа сага. Добро, на крај сме. Благодарам што бевте гостин. Благодарам за поканата. Благодарам што не гледавте. Пријатно.